Благодарам, председателе. Почитувана колешке Пемова, рековте вработувања, разрешувања. Ајде да се подсетиме малку како овој министер кого го вие нарекувате министер која партизира полицијата, даде решенија на 600 полицајци кои што во времето на ВМРО, ДПМН беа всушност избрани и селектирани во однос на одреден, да речам, мистериозен, на брзина донесен конкурс. Значи, станува збор за почитување на правото, онака како што треба, онаму кај што самиот министер кажа се утврдило дека има нерегуларност, како например кај тие 50-60 кои што дошле со фалсификувани дипломи, па срамота е во едно Министерство за внатрешни работи да работат луѓе кои што фалсификувале свидетелства и дипломи. Исто така сакам да ви кажам и да ве напоменам, истото го напомена и почитуваниот министер, само во Охрид вика 10 вработувања имаше со луѓе кои што се со возраст на 50 години. Па знаете кои се критериумите за вработување во МВР. Исто така сакам да ви кажам и во однос на разбойништвата, посебно во Скопје. Фактите говорат дека во 2018 година во Скопје евидентиран е пад на бројот на тешки кражби во објекти во споредба со 2017, и тоа 12,60% кај стамбените објекти, 36,85% во останатите објекти. Разбойништвата пак се со намалување од 29,20%. Изработката на целата оваа статистика е всушност и објавена на веб страната на МВР, но вие тоа не сакате да го читате. Викате дека МВР не работи во интерес на граѓаните. Со испитување и анкетирање на јавноста всушност е докажано дека во 2019 година најголема доверба и најсигурни се чувствуваат граѓаните и најмногу и веруваат на МВР. Тоа покажува дека сето ова што го кажувате навистина нема логика и нема никаква основа. Едноставно само се служите со некои исти напишани текстови и верувам дека после толку пати покажување и искажување на овие факти, кои што се вистинити, кои што се податоци и ги има официјално, треба веќе да престанете да ги читате истите тие работи со кои што се искажуваат невистини. Ви благодарам.